Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски, градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и пратениците Бране Петрушевски и Даниел Стојчевски денеска извршија увид во градежните активности на патната траса која што е составен дел на државните патишта, а поминува низ Куманово, улицата Никола Тесла. Станува збор за рехабилитација на патот во должина од 1400 метри, а вкупната инвестиција преку ЈПДП е 20 милиони денари. Во оваа прилика сакам да искажам задоволство како градоначалник на општина Куманово и воедно благодарност и до Влада на Република Македонија, дополнително и на јавни државни патишта и на менаџерскиот тим што се најдоа за сходно заедно со општината овој деценијски проблем конечно да тргнеме да го решаваме. Претходно на оваа траса општина Куманово во соработка со Министерство за транспорт и врски реинвестираше или го изгради, комплетно го реконструира во делот на оваа траса водоснабдувањето и системот за водоснабдување, а дополнително се надевам во иднина дека со заеднички напори ќе изнајдеме сили да ја завршиме комплетната траса која што тргнува од овде, од Врањско џаде, па завршува се до стариот граничен премин со Република Србија кај село Табановци. Истиот систем се уште не е предаден на подвладение на водовод Куманово. Знам дека има одредени технички недостатоци. Тоа е во комплетна надлежност за Министерство за транспорт и врски. Надзорот е нивен, но работиме на тоа истиот, иако делумно функционира, да се стави во целост во функција, но оваа траса на која што работиме моментално е независна од тие градежни активности кои што треба да се одвиваат во иднина. Општина Куманово веќе има порачана проектна документација за уредување на тротоарот на улицата Никола Тесла и од десната страна, а тоа ќе го вградиме во следната развојна програма, истакна градоначалникот Димитриевски одговарајќи на новинарско прашање. Освен регионалниот пат Никола Тесла, ќе се реконструира и патот Белјаковце-Клечовце, како и патот од селото Пчиња до Ваков. Вкупната инвестиција на јавното претпријатие за државни патишта во Куманово ќе биде 85 милиони денари, изјави директорот на претпријатието Коце Трајановски. Јавното претпријатие државни патишта активно работи на обнова и реконструкција и санација на државните патишта, значи автопатите, магистралните, експресните патишта, меѓутоа не се заборавени ниту регионалните патишта. Еден од тие е и овој регионален пат Никола Тесла, кој што денеска почнуваме или вчера почнаме со негова рехабилитација. Рехабилитацијата ќе биде во должина од 1400 метри, со променлива ширина од 6,5 метри до 9 метри, или вкупна површина на асфалт на која што ќе биде поставена е околу 10.000 метри квадратни. Вкупната инвестиција на преку јавното претпријатие државни патишта е и 20 милиони денари. Покрај тоа, веќе е почната со реконструкција на патот Белјаковце-Клечовце. Тоа е во вредност од околу 35 милиони денари. Откако ќе завршат овие два регионални пата, ќе почне исто така реконструкција на патот од Пчиња до Ваков. Или вкупната инвестиција на јавното претпријатие државни патишта во општина Куманово ќе биде 85 милиони денари. Јавното претпријатие државни патишта за реконструкција на овие регионални патишта во рамките на програмата на јавното претпријатие за 2025, а со договор со јавното претпријатие Македонија пат има планирано и предвидено 700 милиони денари оваа година за реконструкција и рехабилитација на регионалните патишта. Се трудиме да во секоја општина, онаму кај што е најкритично, нормално во соработка со локалната самоуправа, со градоначалниците, да видиме кои се тие најприоритетни патишта кои што му треба оваа година да ги реконструираме. Останатите ќе бидат следната година. Покрај тоа, да имаме надзор на сите патишта и тие ни даваат своje мислење и нормално стручните служби од јавното претпријатие. Така да овој патен правец е многу значен за Куманово и затоа во соработка со градоначалникот, во соработка со локалната самоуправа е ставен како приоритет за неговата реконструкција. Нов кружен тек, санација на училишта и улици се дел од проектите чија што реализација ќе го подобри животот во Куманово, најави градоначалникот Димитриевски при увидот на градежните работи на Никола Тесла. Еден од поголемите проекти во општина Куманово е секако изградбата на кружниот ток и проширување на булеварот, тоест продолжување на булеварот
Октомвријска револуција и изградба на нов кружен ток на точката раскрсница на Октомвријска револуција булевар со улицата Доне Божинов. Дополнително, како што знаете, спортската сала е веќе комплетно завршена, само се чека ентериерно уредување на работните простории внатре и техничкиот прием за објектот и уште голем број на улици, реконструкции, санации на други објекти, меѓу кои има и училишта. Средствата за рехабилитација на регионалните патни правци во единиците на локалната самоуправа се издвојуваат од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта, а активностите се изведуваат преку договорот со јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, односно Македонија пат. На локалниот пат Табановце-Куманово во селото Лојане, Ноќеска, во 1 часот и 55 минути настанал пожар во патничко моторно возило во движење. Станува збор за Volkswagen Golf со кумановски регистарски ознаки, управувана од 44 годишен кумановец. Пожарот е изгаснат од територијалната противпожарна единица Куманово, повредени лица нема. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Кумановци вчера вечер покажаа дека солидарноста не исчезнала. Со своето присуство на великденскиот концерт за помош на 21-годишната Александра Митровска, граѓаните само ја потврдија веќе докажаната хуманост. Распродадените билети до последното седиште во Центарот за култура говорат за високото ниво на свесност на кумановци за потребите на другиот, за несебичната поддршка, подготвеност и способност да се споделуваат чувствата. Хуманитарниот концерт Куманово пее за Александра го организираше Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт со поддршка на Телевизија Плюс. Над 20 музичари од Куманово и земјава со изведба на македонски песни дадоа свој придонес за обезбедување на поквалитетен живот на нашата млада сограѓанка. Дечињата учесници на фестивалот Бисерчиња, кој што исто така е во организација на Мултиарт и Телевизија Плюс со песната Македонско девојче, го најавија почетокот на синокешниот двочасовен концерт. Куманово пееше, Куманово ракоплескаше, Куманово ја покажа својата хуманост на дело по не знам кој пат. Благодарност до сите граѓани кои што дојдоа со тоа што дадоа придонес со еден влез од 200 денари за подобро утре на Александра. Благодарност до сите музичари, до сите пејачи кои што се одзваа на нашиот повик да учествуваат во овој концерт. Како асоцијација сме презадоволни. Мултиарт и Телевизија Плюс ќе продолжат да организираат ваков тип на настани дефинитивно. Бисерчиња беа великденско изненадување од Мултиарт за нашата широка публика. Се представија со песната Македонско девојче и се представија како дел од хорот на последната песна која што ја обележи за овој период на Великден сум се заљубил. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 36 годишен скопјанец поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело затајување. Пријавениот во мај минатата година присвоил патничко возило Ауди А6 собственост на негова поранешна вонбрачна партнерка од Куманово, информираат од Министерството за внатрешни работи, како што соопштуваат од полицијата. Таа му дала клучеви од незиниот стан во Куманово, при што тој искористил прилика и ја одзел целокупната документација за возилото, врз основа на која изготвил фалсификуван договор за купопродажба на возилото кај нотар, на кој фиктивно како продавач ја навел оштетената, соопшти МВР. Потоа договорот го употребил како вистински во постапка за регистрирање на возилото за промена на сопственост на негово име. Брендирана облека, суплементи за исхрана и соларен инвертер заплениле цариниците на граничниот премин Табановце изминатата седмица. Како што информираат денеска од Царинска управа, во камион бил спречен обид да се шверцува соларен инвертер. Патник во автобус кој се обраќал од Скопје кон Белград се обидел да шверцува суплементи за исхрана, а пак мобилен царински тим на Царинска испостава Табановце при контрола на камион запленил 463 парчиња облека од модни брендови поради основано сомневање за повреда на правото од интелектуална сопственост, додаваат од Царинска управа.
На повеќе локации низ државата, Министерството за внатрешни работи денеска спроведува акција која е под раководство на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, објавија националните медиуми. Според информациите од обвинителството, станува збор за основано сомнение за сторени повеќе кривични дела со кои е сторена штета на Фондот за здравство. Неофицијално станува збор за злоупотреби при остварување права на надоместок за помош и нега од друго лице и незаконско стекнување право на инвалидска пензија, пишуваат медиумите. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека до неколку граѓани и правни лица од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на МВР и Европол се упатени лажни покани во врска со наводна тековна истрага. Апелираме до граѓаните да не наседнуваат на ваквите измами, а секторот за компјутерски криминал при МВР веќе презема соодветни мерки и активности за законско санкционирање на сторителите, велат од Министерството. Секторот за компјутерски криминал апелира до граѓаните и правните субјекти да не отвораат прикачани документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи, да не наседнуваат на измами од ваков тип и правните субјекти да преземат соодветни мерки за заштита на нивните компјутерски системи од потенцијален малициозен софтвер согласно нивните интерни процедури за сајбер безбедност. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во февруари годинава изнесува 43.053 денари, објави Државниот завод за статистика. Во февруари годинава, во однос на февруари минатата година, просечната месечна исплатена нето плата по вработен е повисока за 9,6%. Државниот завод за статистика појаснува дека зголемувањето се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите: дејности во врска со недвижен имот за 16,6%, преработувачка индустрија за 11,5% и за образование 11,4%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите: информации и комуникации, дејности во врска со недвижен имот и преработувачка индустрија. Во февруари годинава просечната месечна исплатена бруто плата изнесува 64.634 денари.